Да, за Скопје се пее дури и во Шведска, поточна утрова во Стокхолм или од Стокхолм ќе не поздрави Даниела Ѓоргиевска, која што е член на овој хор кој што имавте можност пред малку да го погледнете на нашата телевизија. Инаку ова е дел од еден концерт кој што се случуваше пред Нова година во рамки на месец декември, но видеото кое што стана вирално и многу се прошири по македонските социјални мрежи, односно на социјалните мрежи на македонците, би рекла и ширум светот, е од пред само некој ден. Тоа е хорот кој што ја изведува легендарната Скопје на исто така легендарниот бенд Леписол. Даниела, ти посакувам добро утро. И ти благодарам што на некој начин може би го кршиш мразот и вака телевизиски во етер ни се вклучуваш за прв пат во нашата утринска нателма, но драго ми е што те лоциравме и што ќе имаш можност приказната која што функционира во Шведска, поточно во Стокхолм, да ни ја пренесеш и тука во Скопје, поточно во нашата Македонија. Прво ти посакувам добро утро, да те прашам како е таму, колку е студено, бидејќи ние веќе се радуваме на некои пролетни температури. Добро утро, благодарам за поканата. Колку што гледате има малце снег чека нас, се уште ладно, така да го чекаме, ја чекаме пролета или пролетните температури веројатно за уште еден месец покасно од ладно кога велиме минус колку или? Па оваа недела е подобра, околу минус 1-2, до минатата можеш и до минус 15 да отиде. Да, така да топлува и тука. Затоа те препрашав, затоа што мислам дека за луѓето од тој дел на светот, кога ќе се каже ладно, не е иста асоциацијата како кај нас тука во Македонија кога ќе кажеме нели ладно или студено. Вие сте малку понавикнати и на поминусни температури да функционирате. Даниела, пред колку години те однесе патот во Шведска, поточно во Стокхолм? Од кога си таму? Пред точно 8 години, 2017 година веќе целото семејство живееме во Стокхолм. Во Стокхолм. Да. Она што јас и ти го разговаравме изминативе денови, а сега ќе им го пренесеме и на гледачите, е всушност и твоето членство во овој хор. Ќе ни кажеш за каков хор станува збор, затоа што познато е дека многу луѓе од Балканот и генерално и од Македонија многу често ја одбираат и Шведска како дестинација за живење и функционирање. Ти си една од нив, но овој хор обединува многу нации и многу генерации. Секако е под раководство на познатата пејачка и композиторка од Србија Кристина Ковач, која што исто така верувам дека многу од луѓето кај нас ја знаат и ја препознаваат и по незините дела и работа, но и по тоа што е ќерка на легендарниот Корнелија Ковач. Како се случува да се формира еден ваков хор и како ти си дел од истиот, како ти стануваш дел од истиот? Така, пред 2 години во групите оние што се на Facebook за иселеници во Стокхолм, Кристина напиша пост во кој што тестираше можност дали луѓето кои што се интернационалци дојдени во Стокхолм би сакале да членуваат и да бидат дел од еден хор и да пеат. Меѓутоа, ова беше мало појаснување. Кристина има 2 хора, значи едниот е интернационалци од целиот свет и додека другиот е овој хорот Братство и детинство кој што е од, да речем, од поранишните југословенски членови, луѓе кои што доаѓаат од поранишните југословенски републики. Со тоа што јас кога првиот пат го прочитав постот, се пријавив за интернационалниот хор. Беше на англиски конверзацијата, но таа препозна дека веројатно сум од Македонија и во приватна порака ми пиша, освен овој хор, планирам уште еден кој што ќе се пеат песни од времето на Југославија, односно од 80 негде до 80-тите години на минатиот век. И ми рече, можеби повеќе би сакала да членуваш во тој хор. Така да така се случи да дознаам за оваа иницијатива индиректно и секако реков дека можеби е подобро да пробам во хорот кој што ќе ги пее песните, кои што и јас сум ги слушала како дете. Сега јас сум од поновата генерација, немам толку живеено во времето на Југославија, меѓутоа дел од песните се уште се пеат и запознати и е убаво искуство да точно еве вака во некои зимски периоди и кога е ладно и кога е темно да се навратиме на тие. Да, и кога ќе ви текне колку сте далеку од дома, од семејството, од пријателите кои што сте ги оставиле тука, да почувствувате една магија која што ја носи мелодијата, кога нели се пее јазик кој што сите го
препознавате. Каков е концептот на овој хор, Даниела? По медиумите се пишуваше дека ова е женски хор со еден маж. Како функционирате? Како му е на тој еден маж? Од каде е тој член? Во изминативе 4 полугодија колку што пееме заедно, имаше нели повеќе машки особи, меѓутоа да, генерално во нашиот хор во Стокхолм имаме еден стален член кој што е Драган. Верувам дека него му е одлично со толку жени, значи самата дружина е, како да речам, баш како дружина, има многу повеќе од само собирање, веќе стануваме како едно мало семејство кое што се собира и за секакви други иницијативи надвор од хорот, така да тоа навистина радува и исполнува. Меѓутоа, во Малме исто така се оформи ваков хор и исто има концерт точно пред Нова година, така да освен Стокхолм дури Малме ја пееше Скопје. Супер. Во тој хор членуваат повеќе мажи и да речам дека тогаш аранжманите се уште поубави, бидејќи тогаш Кристина навистина прави за секој глас аранжман, тогаш и баритонскиот дел доаѓа до израз и уште побогата е песната. Исто и во англискиот хор, да речам, во интернационалниот хор кој што говори Кристина, има доста добар дел од машките гласови и, како што реков, аранжманите звучат навистина убаво. Побогато. Даниела, пред да ни кажеш како се случи Скопје да се најде во дел од репертоарот на, можеби, не знам дали беше тоа новогодишен или предновогодишен концерт кој што го имавте, би сакала да ми кажеш на кој јазик комуницирате кога имате проби? Секој на својот или? Генерално да, секој на својот. Има доста добар дел од постарата популација, да не речам и дел кој што се точно дојдени од поствоениот период, меѓутоа има и млади луѓе кои што се, да речам, воопшто немаат живеено во таа Југославија, ма сепак ги пеат тие песни. Многу беше интересно кога ја работевме песната Скопје, бидејќи тогаш јас бев таа кој што требаше да помага за сите тие некои специфични изговори, за сите некои делови, па дури и за објаснување, бидејќи песната Скопје е навистина со многу преносно значење и се труди да го представи контрастот на нашиот град. Така да беше многу интересно, особено во градски ѕид, буквата Д е специфична за нашето јазично подречје, така да јас тогаш реков како Д, како дзуница, меѓутоа беше интересно да се биде таа интеракција, како сепак секој си е специфичен. Меѓутоа, кога пееме, се е споено, се е сплотено и звучи прекрасно. Звучи одлично, да. Дали е, по чија иницијатива е одбрана токму Скопје и токму Лепи Сол? Дали беше тоа може би твоја, дали имаше ти некој удел или може би на останатите македонски членови од хорот? Или може би љубовта која што Кристина Ковач ја носи од тоа едно време, затоа што и таа една од оние генерации кои што растела и ја слушала музиката на Лепи Сол во времето на Југославија. Така, уште од првиот семестар многу голем дел од членовите ги исполнуваат токму песните на Лепи Сол и бара да обработуваме нешто што е точно од Лепи Сол. И точно пред една година на минато годишниот концерт, исто во истиот период беше во истата сала, музикалеска, една од најголемите концертни сали во Стокхолм. Кристина тогаш кажа една интересен опис за сите ние кои што сме од Македонија и пееме, рече дека се согласува со констатацијата на нејзиниот пријател Желјко Јоксимовиќ дека се уште не сретнале некој од Македонија кој што не знае да пее, и тогаш ми се обрати на мене и ми рече дека дефинитивно на некој од следните полугодија ќе работиме и некоја песна од Лепи Сол. Буквално го вети тоа пред целата концертна публика. Јас немав, секако дека внатрешно во себе си имав желба која песна би сакала да ја работиме, меѓутоа бев, да речам, изненадена и шокирана кога го слушнав аранжманот дека токму Скопје, особено затоа што сум јас родена скопјанка, така да тоа уште повеќе ми дава на димензија и е фасцинантно да размислам дека ете живеам во Стокхолм, а сепак пеам за мојот роден град и го изведувам тоа на својот мајчин јазик во една од најстарите концертни сали во Стокхолм пред преполна публика. Морам да напоменам дека
иницијално колку беше пуштено во продажба од картите, беше распродадено во експресен период. И моравме сега, тука се гледа нова снимка, во горниот дел, балконскиот дел го отворивме, заради тоа што побарувачката за картите беше преголема. Добро, а кој е дел од публиката? Дали се тоа балканци или можеби има и странци, навистина луѓе кои што едноставно умеат да ја почувствуваат магијата на музиката и на мелодијата. Понекогаш и кога не го разбираме јазикот на кој што се пее една песна, можеме подеднакво, па макар и подобро да ја уживаме истата, не знаејќи што тоа значи. Претежно се луѓе со потекло од Балкан, заради тоа што и самиот концерт Кристина само во самиот почеток зборува се обраќа на англиски, меѓутоа се одвива на српски. Таа се зборува на својот мајчин јазик. Така да, меѓутоа, скоро секогаш пред нас имаат концерт англискиот хор The Melting Pot Collective и доколку често се случува и дел од тие луѓе да останат. Публиката да остане на вториот. Да, или пак од членовите нашите, да останат на самиот, тие се поканети секако. И е фасцинантно се види нивната реакција, односно тие гледаат дека, пример, нашиот хор е експресно распродаден, има голема публика, има голема енергија во салата и тоа е навистина убаво чувство за луѓето кои што не ја знаат можеби таа музика, меѓутоа секако кој што велите може да ја почувствуваат енергијата и сплотеноста кога сите заедно во еден глас ги пеат, заедно со нас на сцената. Меѓутоа уште еден интересен податок е дека бендот кој што ги изведува песните се буквално луѓе од Шведска. Значи тоа се музичари, студенти кои што ги учат песните кои што ние ги изведуваме и секако и тие се фасцинирани од самата енергија, од самата емоција која што се споделува и стануваат се подобри и подобри. На секој концерт се повеќе и повеќе се доближуваме до тоа што ние сакаме и како сето тоа заеднички да звучи уште поубаво. Данила, на некои од фотографиите кои што ги гледаме, го видовме и познатиот актер Никола Којо, тој имаше можност да биде дел од баш овој концерт каде што беше изведена и песната Скопје. Како се поминавте во негово друштво? Дали тој често знае да ви дојде на покана од Кристина и колку да речам од време на време на ваквите концерти се случуваат да дојдат некои звезди кои што се тука вистински звезди на Балканот, да дојдат и да ве почестат таму, потоа да почестат публиката која што живее во тој дел од светот? Така, скоро на сите концерти Кристина се труди да имаме некој гостин со кој што ќе изведеме некој од песните. На последниот концерт точно беше Никола Коља на концертот и беше забавно, беше интересно да се слушне дека точно тој пред да почне својата актерска кариера всушност пеел во хор. И, например, јас го познавам како актер, меѓутоа не знаев дека сепак и преубаво пее. Публиката беше исто така, како да речам, задоволна од можноста во Стоколм да дојде на концерт и да слушне и да дознае малку повеќе за него. На претходните концерти ни гостувал Петар Јелич од групата XU, мислам дека беше. Така да е исто така преубаво комбо, преубаво искуство да има и некој кој што е веќе етаблирана звезда и луѓето го сакаат и ценат, меѓутоа и ние да имаме можност да пееме заедно со тие звезди. Да. Данила, спомена дека веќе неколку години си, односно живееш во Стокхолм, во Шведска со семејството. Верувам дека имаш друга примерна работа, бидејќи во разговорите кои што ги имавме изминатиот период, јас споменав дека ова е некое хоби. Иако велиш ти, иако е хоби, сепак е многу захтевно и многу време бара и дека не дека сите членови од хорот го доживувате како хоби. Но навистина колку ти одзема дел од секојдневието или можеби од слободниот период кој што го имаш во текот на денот или неделата, колку често на неделно ниво се среќавате со хорот, колку вежбате и кои се следните планови за оваа година или за можеби наскоро пролетниот период, бидејќи велите по семестри работите, па како ќе биде овој семестар таму? Така, семестри или па нашки би дошло полугодија. Да.
исто како учениците, почнуваме значи да имаме редовна еднаш во неделата е проба. Нашата проба е во среда и таа е во време траење од 2 часа, на кое што ги вежбаме песните кои што ќе ги обработуваме тоа цело полугодие и сето тоа ќе кулминира со еден заеднички концерт. Така да во сите тие проби, во целата таа работа ние се стремиме да ги усовршиме сите планирани песни кои што ќе ги изведеме на заедничкиот концерт. Како што спомнав, пробите се околу 2 часа и принципот на работа е на тој начин што Кристина ги снима аранжманите, секој по свој глас, и ги добиваме една недела однапред, со цел да ги вежбаме, секој да го слуша она што треба да го изведува во својот глас и кога ќе дојдеме, пробуваме сето тоа да го споиме заедно како еден сеопфатен аранжман и да видиме како тоа секој звучи кога секој ќе си ја испее својата линија и нормално да ги со работа со Кристина, значи да го подобриме целиот аранжман, односно да звучи навистина убаво како што е и на концертите. Меѓутоа, да, ќе кажам дека иако звучи како хоби и како забава, подразбира и добар дел на посветеност, заради тоа што ние еве на минатиот концерт изведувавме 13 песни, од кои некои беа комбо, значи некои беа можеби микс од 2 или дури 3 песни. И при тоа е навистина треба човек да си биде спремен во тоа што го пее во свој дел. Кога стоиме на сцена, можеби некој од нас пее во друга линија, и од левата и од десната страна, така да навистина треба да знаеме што пееме и тоа подразбира, барем за мене подразбира и посветеност и работа. И одзема добар дел од времето, меѓутоа морам да напоменам дека и самите проби се навистина прекрасни. Понекогаш заради динамичниот живот се случувало да отидам буквално преморена на проба, заради тоа што се трча на работа, се трча после работа за со децата да се стигне. Меѓутоа, кога ќе си одам многу често од пробата, знам да сум повторно наполната со енергија. Точно така. Заради тоа што самото пеење во хор е преубава активност која што е буквално како полнење на батерии, меѓутоа и самата дружба и особено морам да напоменам смејата во хорот. Значи, тоа е нешто што јас не знаев дека ќе го добијам како придобивка од членството во овој хор, меѓутоа хуморот кој што си е генерално врзан и со таа култура и со тоа поднебје. Така да таа смеја и тој хумор исто така полнат батерии. Еден вид на терапија. Ќе се сложиш. Точно. Да, а и енергијата која што Кристина ја има, тоа се гледа и по видеата кои што ни кружат, а верувам и оние кои што имале можност во некои наврати и други на интервјуа, па можеби во живот да ја запознаат, знаат колку е сама по себе одличен карактер, така што верувам дека и тоа дополнително ви влијае. Данила, некаде пред крајот би сакала да те прашам што тебе како иселеник од оваа наша држава ти значи да бидеш дел од една ваква иницијатива каде што е сплотен балканскиот народ повторно во едно и верувам дека во моменти кога ви недостига домот, семејството, татковината, тоа е терапијата која што си ја пружате сите еден на друг. Точно така, ја би рекла, мојот скриен витамин D, што не мислев дека ќе го добијам, ама и сонцето е дел од, како да речеме, од луѓето. И навистина е преубаво кога притиска далечината, да имаш можност да ја пееш Скопје, например на пат до работа, заради тоа што ја слушаш во аранжманот и обработуваш. Тоа носи една сосема друга димензија и енергија и, како да речам, ја скротува далечината, барем за мене. Одеднаш Скопје не е 2000 километри далеко од мене, туку е сега и овде, затоа што ја се слушам таа мелодија, работам, се обидувам на колегите од хорот да им објаснам што значи баба Меца или што е градски вид, така да, или дали интересно беше и дискусијата за шкемба чорба. Дали сите ние наутро ја правиме и така го почнуваме денот, така да буквално за мене тоа скрутува далечината и одеднаш се станува полесно. И поблизу.
И сосема за крај, дали наскоро ќе се обработува некоја нова, односно повторно македонска песна, нели не мора да е нова, но некоја која што оставила трак? Од тоа што наслушнав, Кристина планира Као Какао. Верувам дека многу голем дел од членовите сакаат таа песна, така да јас се надевам дека таа ќе работиме, меѓутоа моја лична желба е и како беше надворе пролет живи чукнива дрва. Повторно Владко Стефановски. Да, односно да спееме повторно на македонски, малце да се мачат со изговорот, а јас да помагам, беше навистина интересно тоа да го правиме. Меѓутоа, да, интересно е дека хорот и самата димензија која што носи се шири, моментално се отвараат други ограноци од самиот хор кој што ќе ги обработуваат песните. Имаше голема желба да настапуваме на секата, меѓутоа кој што бидејќи сме многу голем број на членови, секој со своји обврски планови. Она што се случува сега е дека се во план, значи отварање на наши сестрински хорови во Белград и мислам дека е во Минхен, меѓутоа се преговара и со други локации, така да верувам дека ќе се пеат и Скопје, и чукнива дрва, и Као Какао, и на други делови. Да, одлично, многу интересна иницијатива и браво за се она што вие таму го правите во поглед на музиката и сплотувањето на народите. Дали си, покрај тебе има уште некои други македонци во овој хор? Или колку македонци сте? Во претходните семестри пеевме заедно две македонки и Марија Ангеловска беше дел од незе и нормално ја чекаме да се врати. Некогаш обврските го менуваат распоредот во неделата и треба да паузираме, ама тоа е многу карактеристично. Голем дел од членовите паузираат и повторно се враќаат на големото семејство кој што нуди многу големи предизвици. Одлично. Данила, многу ти благодарам. Не знам колку имаше трема за да го воспоставиме и оствариме сето ова, но јас ти се заблагодарувам од срце, бидејќи навистина беше одлично. Ти благодарам што ни ја пренесе на некој начин и ситуацијата таму, како нашинците живеат во тој дел од Европа и како на еден начин се забавуваат или си го пополнуваат слободното време и на тој начин, впрочем, го негуваат мајчиниот јазик, бидејќи тоа е нешто што тука го носиме и не може да избегаме од него и не би требало, впрочем, треба да најдеме начин да го негуваме и пренесуваме. Ти благодарам навистина. Благодарам многу за поканата и се надевам дека на некој од нашите концерти ќе бидете дел од публиката. Многу би сакале. Ако ништо друго, за Као Какао, кога ќе биде во, не знам дали овој или следен семестар, ќе се потрудиме повторно да воспоставиме комуникација. Ти благодарам многу, поздрав до тебе и благодарам што ите во рамки на вака работен ден најде време да се вклучиш и да ја споделиш оваа навистина убава позитивна приказна со македонската јавност и со нашите гледачи на утринската на Телма. Ти благодарам. Благодарам многу за можност.